Кавдаречкиот штаб денеска одржа повторна средба. Кажете ни ги заклучоците, градоначалниче. Така, одржан шестиот состанок на кризен штаб за заштита и спасување на општина Каваци. Заклучоци кои се донесени на денешниот кризен штаб се по вчерашните препораки на влада, по однос на промена на полицискиот час и по однос на промена на викендот и на другите препораки. Под еден се задолжува општина Каваци да продолжи со мерките за дезинфекција, и тоа редовна дезинфекција на сите автомобили, на трите влезови од градот, за време трајање на полицискиот час. Дезинфекција ќе се врши од страна на представници на Кавдаречката противопожарна единица. Општина Каваци два пати неделно да врши дезинфекција на заедничките површини, на колективно стамбени згради, влезови, скалечен простор, лифтови, кои имаат повеќе од 8 стамбени единици, како и јавните институции. Општина Каваци да врши аеродезинфекција еднаш неделно или по потреба. Тоа се оние мерки кои ќе ги имавме претходно, ги продолжуваме и понатаки. Со оглед на полицискиот час дека е од 16 до 05 од понеделник до петок и преку викендите е со 24 часовна забрана, кризниот штаб на општина Каваци денеска донесе одлука согласно владените мерки за онлайн работа и достава на продукти од маркети, онлайн достава на храна од ресторани и слично, исто така тобака, како и такси превоз. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти, кои се претходно спомнати, да аплицираат или да поднесат барање до општина Каваци најдоцна до петок во текомата оваа недела, или на телефонските броеви 072 250 905, 071 324 208 и 071 245 050 да се пријават за нивната професионална дејност, да може кризниот штаб да ми издаде дозвола за онлайн продажба и движење во делот на полицискиот час за доставување на основни продукти или нарачки од нашите граѓани. По 3, по препорака на влада, Општа болница од Кавадарци се задолжува најдосна до петок, до 12 часот, да им достави список кој ќе биде објавен на нашата веб страница и на нашите медиуми за дежурни аптеки и приватни здравствени институции на истите ќе бидат објавени на вебот на општина Кавадарци и на нашите медиуми. Ова е со цело да можеме да го покриеме оној полициски час кој ќе биде од 16 до 05, да можат луѓето покомотно да съществуваат, посигурно, да имаме комуникација со нив. Исто така јас би потенцирал, би кажал дека и нашиот телефонски број бесплатен од кол центарот 13 300 е достапен на нашите граѓани 24/7, така да за било кои нејасноти и потреби во делот на дали за набавка на мирници, дали за дефекти при водоводна линија или ингеренција на општината, слободно може да не комуницираат како општина. Исто така би потенцирал, би кажал дека општина Каваци има вклучено 14 волонтери кои што од понеделник до петок обавуваат дејност на претходно пријавени, изнамоштени, стари, попречени лица или лица што не може да си завршат нивната дејност, да ние во нивно име ја завршиме, односно испазариме намирници, лекови и нивните потреби. Тоа исто така се пријавува на бројот 13 300. Такси превозниците исто така ќе бидат објавени на нашата веб страница, а и на нивните портали кои што ги имаат и ги користат во делот на оние кои ќе работат за полициски час, за да може да користат нарачки од самите маркети или потреба за превоз на луѓе кои што втора или трета смена на работа. Јас со сето ова што денеска го искомунициравме и издискутиравме со колегите од поширокиот состав, би сакал еден апел до нашите сограѓани, да повикам на едно сплотување и едно спирување. Знам дека е тешко да се издржи во овој период сега од 16 часот до 05 да се биде во мирување. Меѓутоа, овој период кој што доаѓа пред нас од недела 2, максимум 3, ќе биде најбитен да ова пандемија не се прошире во нашата држава и во нашата општина. До сега како општина немаме нови позитивни случаеви, останавме на 2 позитивни случаеви, колку што ги имаме информациите од Министерството за здравство, тие се веќе излечени лица од општина Каваци, така да можеме да кажеме дека немаме ниту едно лице во моментот со активен коронавирус во општина Каваци. Препораките и мерките во делот на неизнаемување на јавни
објекти, приватни викендици или станови на лица надвор од општина Кавалаци си важат, доколку некој забележе или увиде дека имаме лица надвор од општина Кавалаци, без разлика од која општина се, и се тука сместени на било каков начин, би препорачал тоа да се пријави на 192 или на 13300 како една препазлива мерка, па да можат нашите соодветни институции тоа го проверат. Се со единствена цел да не си донесеме нешто од надвор, него да останеме како што е сега ситуацијата со позитивна нула, да кажеме, и да продолжиме во тој контекст. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.